Турција намерно се обидува да ги влоши односите Москва-Анкара. Путин оваа своја изјава ја образложи со тоа дека Анкара се уште не се извинила за соборениот Сухој 24, ниту понудила надоместок на штетата. Турската армија гурна рускиот бомбардер во вторникот со објаснување дека го нарушил воздушниот простор на Турција. Наредбата за нападот ја издал лично премиерот Давутоглу, кој истакна дека Сухојот пред да биде соборен бил предупреден неколку пати дека го повредува турскиот воздушен простор. Преживеаниот руски пилот пак со поинаква верзија. Никаких предупреждений не было. Всушност воопшто немаше никакво предупредување, ниту преку радио, ниту визуелно. Така што, во ниеден момент ние не го сменивме нашиот курс, ниту една секунда не бевме на турска територија. Попладнево се огласи и турскиот председател. Ердоган изјави дека секој кој ќе го наруши воздушниот простор на Турција ќе се соочи со ист одговор како што одговоривме кон русите. Истовремено тој ги негираше обвинувањата на Москва дека Анкара соработува со Исламска држава. Рускиот авион беше урнат додека изведувал воздушни напади во Сирија против непријателите на Асад. По инцидентот, Русија ги засили силите во Сирија. Во нејзината воена база стигна напредниот систем за противвоздушна одбрана С-400. Ваквиот потек го критикуваа американските власти. Според нив, распоредувањето на системот дополнително ќе ја искомплицира и така тешката ситуација на небото над Сирија.